Македонија ќе се прости од загинатите во трагедијата што ја зави земјава во Црно во четврток на 20 март. Точното време на погребот ќе биде соопштено дополнително, информираше денеска директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов. На погребот ќе присуствува поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан, а ќе има и повеќе владици од синодот. Погребот ќе биде во четврток, но точниот час ќе го определиме, односно ќе го определи Македонската православна црква. Синодот, бидејќи и владиката Иларион сака да присуствува на повеќето места затоа што се работи за чед од неговата епархија. Така што дополнително ќе се утврди каде ќе бидат, во колку часот, во кое место ќе бидат погребите. Најголем број на жртви имаме во градот Кочани, Чишиново, Облешево, Скопје, Пробишти, Штип. Црквата прави се за овие чеда да бидат испратени на најдостоинствен начин, истакна митрополитот на Брегалничката епархија Иларион и повика на смирение во овие тешки мигови за целата држава. Ги повикувам сите луѓе и ги замолувам да бидат кротки, смирени, трпеливи, да не ги вознемируваме ниту упокоените, ниту нашите страдални болни, туку со молитва кон Бога, со трпение, со смирение, да се подготвиме и починатите да ги испратиме во вечноста и болните да се молиме Господ Бог да ги исцели, да ги излечи. Денес со почеток од 17 часот во сите храмови се врши молебен за покој на душите на починатите во големата несреќа во дискотеката на смртта, а исто така и молитва за побрзо опоравување на повредените. Веќе од 18 часот пак се најавени протести во повеќе градови широм земјата со цел искажување на незадоволството од големата трагедија во која животот го загубија 59 млади лица. Министерството за внатрешни работи излезе со известување до граѓаните дека овие денови има зголемено присуство на полициски службеници на територија на цела држава, особено во градот Кочани, и дека зголемениот број на полициски службеници е поради извршување на службени активности и обезбедување на документација од општината, а не заради попречување на граѓаните во нивното загарантирано со устав право на собирање и одржување на протест, велат од МВР, од каде апелираат до граѓаните сите собирања и протести да се одржат во мирна атмосфера.